На сите ни се потребни паркови, зеленило, чист воздух. Неопходна е трансформација на досегашниот пристап на урбанизација. Потребно е во општините, во руралните општини на град Скопје, чиста вода за пиење. Незамисливо е во 21 век да имаме општини во главниот град на државата каде што луѓето немаат чиста вода за пиење. Потребни се поставување на соларни панели и зелени кровови на јавните објекти, но најмногу од се потребно е да бидат младите тука, да бидат присутни и да зборуваат за работите кои што им значат, за промените кои што сакаат да ги видат. Живееме во 21 век, каде што светот постојано се менува и треба и ние да се навикнеме некако на тие промени. Во Скопје можеби промени не би направила директни, меѓутоа би направила подобрување на инфраструктурата, повеќе јавни зелени површини, хумано урбано планирање, да се слушне повеќе гласот на младите. Не само да се жалиме, туку треба да пробаме нешто да промениме. Така што јас лично сум се нафатил да бидам носител на листа, нели, во кисела вода, со цел да ги променам нештата кои што останале на исто место, не променети, и сакам да направам нешто за сите, да не биде нешто партиски, како што до сега политички партии не знам, прават една улица таму кај што им е гласачкото тело, другата партија на власт прави улица кај што е нивното гласачко тело. Значи не треба да се прави поделба на народот, треба да се прави за сите. Ако правиме да правиме за сите граѓани, не да правиме нешто што ќе биде парцијално и поединечно за одредени интереси. Како и во секое општество, младите се носители на нова енергија, на иновативност, на нова сила. Младите треба и природно е да бидат предвесници на промените. Како пример би го навела актуелниот градоначалник на општина Карпеш, Стефан Богоев, кој е успешен и општината ја донесе на првото место за најтранспарентна институција. Младите се тие кои што се иднината на овој град, на оваа држава, и младите се тие чиј глас треба и мора да биде слушнат. Она што особено исто така ме радува е тоа што гледам дека се повеќе млади девојки одлучуваат да запливаат во политичките води. Она на што сум особено горда е што 50% од кандидатите за советници на коалицијата Одлучно за промени се токму жени, а дури 30 или 40% од вкупниот број на советници се млади личности. Исто така, она што е интересно е дека нашата градоначалничка за Куманово е млада девојка која што има само 21 година и која што е желна и спремна да го направи Куманово подобар град. Викаат младост и искуство, меѓутоа ја мислам дека младост и искуство не иде заедно, бидејќи јас себе лично сметам, јас може да бидам и други млади да бидат кандидати за советници, кај што ќе предлагаат промени, кај што има работи што ги засегаат, да бидат фактични луѓе кои ќе ги слушаат потребите на граѓаните. Меѓутоа, според мене, младите не треба да бидат на повисоки функции, например, кога да се кандидираат за градоначалници, да бидат пратеници. Мислам, видите, на 23 години како што сум јас, не доликува прво да бидам јас пратеник или градоначалник, бидејќи јас немам оформено семејство. Семејниот буџет се уште не сум го научил кој што треба да го водам, а не ќе го водам буџетот на граѓаните и јас ќе мислам за целата држава. Моje мислење е сепак дека младите за сега треба на локално ниво дефинитивно да се вклучат активно во политиките, да предлагаат промени, да се залагаат за нивно подобро утре, затоа што тоа е единствен начин кој што може да го променат она што, да речам, досега било проблем.